Почитувани пратеници, почитувани граѓани на Македонија. ВМРО ДПМНЕ беше на власт речиси 11 години. Направи многу реформи и крупен исчекор напред во секоја сфера. Се решија многу проблеми, се работеше многу и се добија и многу позитивни резултати за многумина над очекувањата. Македонија немала власт со поголем учинок и напредок од оваа во овој период. Сепак, во последните неколку години очигледно бевме предмет на операција на надворешни центри со цел промена на власта. И покрај тоа, на последните избори, народот гласајќи ни даде најголема доверба. Но со понатамошни напори и покрај јасната победа и покрај долгогодишниот воспоставен принцип на коалицирање на победник со победник помеѓу партијата со најголем број освоени гласови во земјата и партијата со најголем број гласови од албанската заедница во Македонија. Со прекршување на овој принцип, кој беше јавно баран токму од оние кои го прекрши, како и со понатамошни чекори спротивни на деловникот, законот и уставот, при изборот на председател на собранието и особено спротивни на волјата на мнозинството народ во Македонија, со примена на аргументот на силата и моќта, се издействува ново мнозинство, а наскоро и нова влада. Непринципиелно, на сила и недемократски. ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија направија се што е во наша моќ до моментот до кој не беше јасно дека одејќи понатаму, Македонија и граѓаните во неја ќе имаат многу поголема штета од колку корист. Личните и партиските интереси повторно ги ставивме под државните интереси. Главната причина за оваа надворешна операција беше нашата политика во однос на барање на фер решение за проблемот со името, кое не го добивме. И како резултат на тоа, се уште не ја добиваме заслужената покана за членство во НАТО и преговорите за влез во Европската Унија, кои беа и ќе останат стратешка цел на ВМРО ДПМНЕ. Сепак, покрај оваа стратешка цел е и фер решение, а не наметнато решение кое ќе не обезличи како народ, како нација и како држава. Од новото мнозинство очигледно се очекува поинаков пристап по ова прашање. Времето ќе покаже кој бил во право. Вчера и денес слушнав многу фалења и ветувања за тоа колку ќе биде поубаво на Македонија со новата власт. Како ќе тргнала економијата, домашните фирми, вработувања, демократијата, судството, владењето на правото, платите и така натаму. Од секогаш познат манир на СДСМ бил многу ветувања, а мал учинок. И не само што себе се фалат до бескрај, туку и бесрамно го девалвираат целиот наш труд и резултати направени досега, заради кои во 10 изборни циклуси поред народот даваше најголема подршка токму на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. И истовремено, СДСМ трпеше 10 изборни порази поред, вклучително и на последните избори. Во овој дводневен вознес и изблик на верување и во собствените лаги, сакам да ги подсетам СДСМ што тие ни оставија, а што ние ними оставаме. Бидејќи времето ќе помине, па ќе се споредиме, а што е најважно, и народот ќе не спореди. За почеток ќе кажам дека ние во 2006-та затекнавме едвај 1 милион евра на сметката на буџетот и веќе по неколку дена активирани извршни судски решенија таложени долг период во износ од 30 милиони евра. Така што, уште во првата недела се соочивме со наследството наречено блокирана сметка на буџетот. На почетокот на оваа недела буџетот имаше 180 милиони евра, од кои во меѓувреме се исплатија околу 50 милиони евра за субвенции за земјоделците. За разлика од нив, оставаме полна каса и здрав буџет, и тоа со значително намалени даноци,
од оние кои што ги наследивме. Затекнавме закон за данок на додадена вредност во кој на десетина сектори стапката им беше покачена од 5 на 18% ДДВ. Ги намаливме на 5%. Во тоа влегуваат ДДВ-то за лекови, ДДВ-то за јавен транспорт, за земјоделски препарати и механизација, за компјутери, за туризам, за масло за јадење и повеќе други. Затекнавме високи даноци и ги намаливме на ниво што минатата година Македонија беше прогласена за земја со најниски даноци во светот и воведовме рамен данок од 10%. Истовремено, со намалени даноци, намалувајќи ја сивата економија, добивме многу повеќе приходи во буџетот. Сега, после изборите, имаме веќе конкретна најава за 80% зголемување на персоналниот данок на доход за оние со повисоки примања. Тоа значи, за оние кои имаат високо образование и со својот труд и со својот интелект се избориле за повисока плата, освен ако работодавачот не одлучи да им ја зголеми бруто платата, тие ќе земаат пониска нето плата. Не знам дали беа свесни за ова гласачите на СДСМ кога гласаа, но ќе следува зголемување на персоналниот данок на доход од 10 на 18% за оние со поголеми примања, а слични трендови се најавени и кај придонесите, кои ни ги оставија на ниво од 32%, а ние ги остававме на ниво од околу 26%. Наследивме државен долг околу 39% од бруто домашниот производ. Сега, по сите кризи, по светската финансиска, европската должничка и македонската политичка криза, нивото на државниот долг е речиси исто. И покрај лажно создадената перцепција дека сме ја презадолжиле земјата, таа се уште е меѓу најмалку задолжените земји во Европа. Затекнавме се на се во земјата 560.000 граѓани кои беа во работен однос кога влеговме во владата, кои што беа вработени. Денес над 732.000 граѓани се вработени. Оставивме над 170.000 повеќе вработени од она што го затекнавме. И тоа токму по прашањето кое по сите анкети и истражувања на јавни мислења е најважно за граѓаните на Македонија. Наследивме невработеност од околу 38%, сега е 23%. Наследивме држава во која само највозрастните се сеќаваа како изгледа отворање на нови фабрики. Сите останати беа станати експерти за ситуации на затворање на фабрики и стечаи. Денес, отворањето нови фабрики е секојдневие, затворањето вистинска реткост. Светската банка во 2006 година ја рангираше на 94-то место Македонија во светот според добрата бизнис клима. Денес ја рангира на 10-то место во светот и на 5-то место во Европа. Немавме ниту еден инвестицијски промотор, ниту министри кои се грижат за потенцијалните инвеститори. Ги најдовме цел тим луѓе од диаспората со богато меѓународно искуство. Денес пред нас е состав на влада каде на нивни места се лица кои нема да се занимаваат со тоа, ниту пак имаат квалификации за истото. Ако има две работи по кои цел свет ни признаваше и честиташе, тоа беше политиката на ниски даноци и политиката на привлекување инвестиции и отворање на нови работни места. Новата власт најавува промени во тоа и враќање по старо. Времето ќе покаже кој бил во право. Сепак напоменувам дека ние имаме донесено во финиш на преговори и подпишувања договори со голем број странски компании за нивни влез во Македонија. Така што очекувам во наредните година-две тие да се реализираат. За нив се е изработено. И освен ако намерно не се извркаат, нив Македонија веќе ги има, а со тоа и многу нови работни места. Покрај ова, многу нови работни места се програмирани за следните 3 години и во оние кои ги донесовме, оние компании кои ги донесовме и веќе инвестираат. Но заради ограниченоста на времето, за тоа повеќе ќе кажам во друга прилика.
Просечната плата во Македонија во 2006 беше околу 11.700 денари. Денес е околу 22.700 денари. До 2006 владата на СДСМ одбиваше со закон да определи минимална плата. Едноставно, иако синдикатите бараше, владата одбиваше. Ние воведовме најпрви на околу 8.000 денари, а денес е над 10.000 денари со нагорен тренд програмиран во законот. Најниските пензии во Македонија пораснаа за повеќе од двојно, поточно за 106%, а просечната за околу 80%. Субвенции за земјоделците речиси немаше во 2006. Од тогаш па наваму околу 1 милиарда и 100 милиони евра се исплатени субвенции за земјоделците. Социјалната помош порасна за над 80%. Платите во администрацијата пораснаа за околу 30%. За другите бенефиции кои ги добија земјоделците, пензионерите, примателите на социјална помош и така натаму, нема да зборувам заради времето. Македонија ја наследивме со редици граѓани кои чекаа визи пред сите амбасади од раните утренски часови. Некои од нив ги тераа да играат оро за да докаже дека навистина се игрална група или нешто слично. Денес слободно се патува без визи, речиси низ цела Европа, со 40 ниско тарифни редовни линии, кои во минатото не постоеја. Наследивме земја која официјално ги немаше исполнето потребните услови за добивање покана за членство во НАТО и во Европската Унија. Од 2008 за НАТО, а од 2009 за Европската Унија, пречка беше само името. Реформи од нас ќе се бараат секогаш. Сега новата влада, гледам, се сили дека ќе ги направила новите реформи препорачани од Европската комисија. Ние направивме многу реформи и подобрувања и во судството, и во администрацијата, и во медиумите, и така натаму. Сите беа уредно прегледани и одобрени, а потоа и пофалени од Европската комисија. И овие што следуваат ќе бидат такви. И пак, по 3, 4 или 5 години, Европската комисија ќе препорача нови кои ќе се спроведуваат. Реформите се континуиран процес. И така треба да биде. Единствено е смешно кога некој кој доправа треба да ги спроведува, гледаш дека се однесува како да реформите и светот започнуваат и ќе завршат со него. Наследивме земја од СДСМ, која беше на дното на 105-то место во светот по индексот на корупција. Дојдовме до 62-то, па дури неодамна во склоп на надворешната операција ни го Вошијадо. Ако по утрото денот се познава, ако по начинот на незаконски избор на Талат Џафери, по најавените повисоки даноци, по забудата дека со намалување на радиодифузната такса и некој час повеќе ефтина струја ќе се решат економските проблеми на населението и слични чекори од сличен обем. Ќе се живее и дека со тоа ќе се живее подобро и ќе се донесе живот, како што вели СДСМ. Тогаш пак ќе кажам, времето ќе покаже кој е во право. Се што правевме, правевме за сите граѓани. Не ги делевме македонците и албанците. Турците, власите, србите, бошњаците, ромите и останатите. Тоа што некому му беше потребно да создаде негативна перцепција кај албанците за нас и лажно да не представи како националисти, како некои кои не ги почитуваат албанците или се пак против нив, е краткорочен успех. Затоа што нашите дела, нашето создадено, нашата грижа, нашите проекти, помош и секогаш пружена рака за подршка ќе останат, кога оваа вештачки создадена магла ќе се крене. Земете го само процентот на правична застапеност на албанците во јавната администрација, кој од 10% во 2006 се искачи на сегашни околу 20%, и ќе стане јасен нашиот однос кон нив. Да не ги споменувам изградените патишта, водоводи, канализацијски мрежи, спортски сали, училишта, болници, факултети, универзитети, донесени фабрики кои отворија нови работни места во Кичево, Тетово, Струга, Скопје, Гостивар и така натаму.
Да не ги споменувам земјоделските субвенции, покачените пензии и десетици други привилегии и подобности за кои албанците во време на СДСМ можеа само да ги сонуваат, а денес им се придобивка и стекнато право. Го поздравувам приземјувањето на мандаторот по однос на залетот во Вознес за добивање на премиерската функција и тоа што потпиша дека нема да ја подржи тиранската платформа. Честитки за народот, кој мирно и упорно протестираше против тоа цели 80 дена, со цел да ја зачува унитарноста на државата. Честитки и до председателот на државата, но и до пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Никој од нас не се бореше да им ускрати нешто на албанците. Тие ќе добијат унапредување на користење на јазикот како што добија и во минатото. Но, во рамките на меѓународните стандарди, задржување на унитарниот карактер на државата и без загрозување на македонскиот јазик како единствен официјален јазик на целата територија на Македонија, а со тоа и кохезивен фактор на сите етнички заедници во Македонија. Од утре СДСМ ја презема одговорноста за водење на државата. Однапред знам дека најмалку во првите 6 месеци неспособноста ќе ја прикривате со префрлање на вината на нас. Ќе се занимавате со нас, ќе омаловажувате нашата работа и тоа ќе се обидете да го представите како оправдување на вашите неуспеси, на нереалните ветувања и на неспособноста. Но после 26 години демократија, народот е толку свесен и толку искусен, што тоа нема да ви помине. ВМРО-ДПМН будно ќе го следи работењето на новото мнозинство и силно ќе се бори за интересите на државата. Државниот ќе остане пред партискиот и личниот интерес. Членството во НАТО и во Европската Унија ќе остане приоритет, но и грижата за фер решение на спорот со јужниот сосед. Народот и понатаму ќе може да смета и да се потпре на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, кои ќе останат на браникот на одбраната на државните и националните интереси на Македонија, но и во функција на развојот и напредокот на државата. Повикот за предвремени парламентарни избори останува отворен. Покажавме што е одговорна власт, што е власт која се грижи за народот, која ги исполнува дадените ветувања, која отвара нови работни места, која прави реформи и напредок. Уште еднаш ќе покажеме и што е одговорна, но и силна опозиција, која брзо, со подршка на народот, ќе се врати на власт и ќе го превземе водството за водење на земјата напред и создавање на подобри услови за живот. Ви благодарам.